Постојат неколку рецепти за профитероли. Денес ќе ви го отворам мојот. Многу е добар и многу е лесен. За почеток ќе ставам пола литра вода на рингла, ќе додадам 1 филџан сончогледово масло. И ќе си оставите да зоврие. Значи не да преврие. Во вагата ставив 250 грама брашно. Во неја ќе додадам пола пакетче прашак за пециво и 1 лажица густин. И све заедно ќе просеам во голем сад за матење. Како и во секое тесто, така и во ова, ќе ставам простокват сол. Солта појачуваш на вкусот и многу добро му доаѓа на секое тесто. Ќе си спремите дрвена лажица, затоа што тестото за профитероли се меша со дрвена лажица, секогаш. Значи сме се договориле, просеување брашно е многу битна работа. Тоа ви е малата тајна на големите сладкари. Водата ми зоврива, смесата од брашно ја додаваш натре и одма мешаш. Мешаш додека не добиеш тесто. Тргаш од рингла, враќаш на рингла. Ќе ја намалиш малце да не ти гори. Тргаш од рингла, враќаш на рингла. Треба да добиеш оваква смеса. Тестото го носиш да се олади, значи тотално. Треба да е скроз оладено. Тесто се излади, джаме, му додаваш јајце по јајце, 4 јајца. 4 комада, значи не додаваш второ додека не го пило претходното. И мешаш да го прими. Второ јајце. Тесто добива некоја структура као гума, као пластелин. А не ме плаши, така треба. Значи не го упило доволно јајцето. Ако е ваква структура, гледаш, значи уште треба да мешаш. И си мешаш. Треба да добиеш, гледај, значи лепливо тесто, и над тесто. Си узимам шприцов од Делиманов, ви текнува? Без него каде? Што ти е најбитно профитеролите? Значи, мора да бидат малечки. Као со мал ложичка си земам. Значи, толку малецки, они ќе пораснат, ќе станат таманка. Откако добро ќе го натапкате, знаеш, нигде нема воздух. Го штрафиш. Со водичка и со прс, вака, ќе ги трнете шпицовите. Иначе ќе изгорат. Вака спремни профитеролите ги носам на печење 20 минути на 200 степени и 15 минути на 180 степени. Наред доаѓа Зверов водоапарат, миксерот. Му ставам 500 мл сладка павлака. Опа! И си иде на матење. Да измати крем. Внимавајте, сладката павлака мора да биде од фриждер, мора да биде ладна, иначе крем не бива. Кога ќе биде при крај готово тесто, му додам маскарпоне сиренце, пола кило, за да добие тежина кремот, за да биде леплив, убав. И пак да се врти, на најако. Му додам екстракт од ванила, околу 2 лажички. Доматувам со шпатула, за да добијам повоздушната смеса.
одоздола према надвор. Значи, овој крем ти е по-лајт, односно ги исполнува убаво профитеролите. Ако сакате, имате време, направете си дома сладкарски крем. Тој е боле, зима поише време, али е топ. Затоа друг пат ќе правим. Идеме. Тенџерче за сос. Тоа е најмалово братче од лимона. Му ставам околу пола литра млеко. И на страна ќе оставам едно 100 мл за да растворам пудинг од чоколада. Зошто пудинг? Значи може да си растопите и обична чоколада. Пудингот ми е по-густ. Вие може да си растопите обична чоколада и да си ставите густин. Исто да ти е. Тоа е пудингот. Класичен пудинг од чоколада. Само му додам 100 грама поише млеко за да не биде толку густ. 5 лажици шеќер. Ладно. 1, 2, 3, 4, 5. Убаво ќе го растворите, значи млекото на собна температура, да не се направат грудки, убаво ќе го изматите. Слушај, ја да го појачам вкусов, ќе му додам и 80 грама темна чоколада. Тој кога се спрема кремов, ја да ги донесам профитеролите. Пази ги, лешници. Колку е лесно, секој. Лајк. Млеко зоврива, му го додавам пудингот. И мешаш додека не згусне. Ја ќе му ставам и малце чоколадце, кога ќе биде при крај, го намалуваш, му додавам 2 лажици рум. Или ставите му виски. Уставаме една лажица путер, за да добие глас и сјај. Секој профитеролче му ја наоѓаш слабата страна, односно доздола, го брцкаш и го пуниш. Ја ќе го полијам со чоколада за да бидам како оригиналот. Значи профитерол се служи полиен. Ево вака. Ој си легни. Ова е фајнал тач на профитеролот. Па боле е профитерол ако сте јаделе. Ој си легни. Дечки, ова е мојот профитерол. Ако ви се свиѓа, кликнете лайк, направете го, кликнете subscribe, носите го по комши и на заба и пофалете се. Се гледаме. Чао.